Добре дојдовте во третата сезона на Хоризонт Илма. Јас сум Теја и денеска со мене е Нина Јовановска од Младински сојуз. Разговорот ќе ни биде поврзан со младите, политиките за млади и дали тие се доволно вклучени во креирање на истите. Здраво Нина, како си? Здраво Теја, добра сум, ти како си? Добра сум јас, ти благодарам што еве официјално можам со тебе да ја отварам третата сезона на Хоризонт Илма подкастот. Баш ми е драго, јас сум среќна што сум дел од првата епизода и се надевам дека ќе имаме продуктивен разговор. Да, еве накратко, дали можеш да кажеш нешто за тебе? Јас сум Нина Јовановска. Моментално денеска сум во својство на член на тимот на Младински сојуз Крушево. Дел сум од оваа организација скоро 6 години. Мојата приказна започна од средношколските денови, а сега паралелно сум и студент на мастер студии по граѓанско право на Правниот факултет во Скопје, така што тоа е накратко за мене. Така да, Нина, ти можеш и да ни зборуваш и во делот на тоа да ги критикуваш самите политики за млади, ако не се нели добри се разбира, но и од својство на студент се уште, можеш да кажеш дали тие се имплементираат на вистински начин. Бебе, сакам да прашам, кој е твојот став за денешните услови за млади и за студентите? Дали се доволно добри, дали треба да се подобрат и ако треба да се подобрат, што би било тоа? Па мислам дека состојбата за младите има значително подобрување во однос на претходните години, односно да речам доколку споредиме со 10-15 години претходно, каде што младинското учество било само некоја далечна тема или пак воопшто не се зборувало, а сега веќе зборуваме за поконкретни мерки, поконкретни механизми. Меѓутоа, од друга страна, пак кога ќе се разгледаат сите процеси, доаѓаме до заклучок дека состојбата со младинското учество е, да кажем, недоволно развиена, односно, иако се прават сериозни напори од страна на, да кажем, најголемиот дел од граѓанскиот сектор, ќе си го земам тоа право, затоа што мислам дека тие најмногу се форсираат, односно најмногу се посветуваат на оваа тема. Иако беа направени сериозни напори во однос на политиката за младинско учество, тука ќе го спомнам законот за младинско учество и некои други механизми кои што се очекуваше дека ќе ги отворат нели вратите за младите да можат повеќе да учествуваат, сепак тие до крај не вродија со плодот што беше очекуван, односно еве на пример иако го имаме законот и во законот се предвидени локални и национални структури како што се на пример локалните младински совети, младински центри и така натаму, гледаме дека податоците покажуваат дека сето тоа не се имплементира до крај, односно на пример само 30% од општините имаат формирано младински совети, меѓутоа проблемот е колку се тие или прашањето е колку се тие функционални, колку вистински донесуваат до она што го сакаме, така што би рекла дека младите за жал се уште немаат сериозна инфраструктура за учество и поддржувачки механизми, односно да кажам екосистемот не е доволно поддржувачки настроен за младите да можат да кажат дека да, ние учествуваме во политиките и во донесувањето на одлуки. Така што накратко би кажала дека состојбата со младите не е на задоволително ниво, колку и да сакаме да кажеме дека е обратно. Така што, за жал така. Да, еве, според тебе, колку е важно, бидејќи вие ги правите и анализите на самото учество на младите, колку е важно младите да имаат учество, еве, например, во овие општински совети, бидејќи ако младите не учествуваат и ако не кажуваат што им е потребно, како тогаш ќе им се исполнат нивните потреби? Апсолутно. Одговорот секогаш ќе биде дека е екстремно важно младите да бидат вклучени во сите процеси на донесување на одлуки, особено за работите што нив ги засегаат. На локално ниво апсолутно е потребно, затоа и беше донесен законот и беше инспириран од позитивни практики каде што од државите каде што младите се вистински вклучени на локално ниво и би рекла дека е многу важно да започне од локално ниво и понатаму да продолжи на национално ниво, затоа што знаете кога се носат политики пред се без податоци за млади, без младите да бидат вклучени, тогаш тие политики не може да го донесат ефектот кој што тие го посакуваат. Односно се носат одлуки, се носат некои привремени мерки кои што можеби
на одреден момент би ја подобриле ситуацијата, меѓутоа на долг рок немаат никаква одржливост. Така што апсолутно е потребно да бидат младите вклучени. Мене ми е многу жал што општините не гледаат на младите како дополнителен капацитет, односно како партнер кој што може да го искористат, туку гледаат само уште една, да кажам, категорија на луѓе кои што чии потреби треба да се задоволат. Дури ни тоа не го гледаат до крај, затоа што на младите не им ги овозможуваат инфраструктурните работи на кои што ти им нудат. Сега многу е тажно да кога зборуваме за инфраструктура за младинско учество и општините најчесто тоа го гледаат во контекст дека нели се направени патишта, се направени училишта. Но тоа јас себе ќе се вклучам, тоа мислам дека не е младинска политика на која што треба да се базира и да се задоволат младите. Бидејќи да, на младите им треба инфраструктура, но им треба и театар, им треба и место каде што ќе ја развијат нивната креација, така што навистина јас себе ќе се согласам со тебе, е потребно поголемо вложување во тој дел и како што кажа ти, младите да бидат ресурси кои што ќе ги искористат за да можат од нив да добијат повеќе идеи. Да, апсолутно, затоа што знаете, ние секој ден работиме со млади луѓе, јас сум млад човек самата, така што гледам дека во мојата генерација и во генерациите пред мене и после мене има исклучително сериозни млади луѓе кои што можат многу да допринесат за ова општество. И тие сакаат да допринесат, меѓутоа не секогаш можат. И затоа одлучуваат своите капацитети за жал да ги инвестираат во другите држави. А зошто тоа да го правиме кога или зошто после тоа да мислиме како да ги средуваме работите, кога веќе имаме спремни млади луѓе кои што сакаат да ги подобрат работите, да се вклучат во целото, меѓутоа некако институциите не наоѓаат начин, волја или можеби не гледаат потреба, можеби? Да, можеби тоа што е многу тажно, затоа што младите се една сериозна, да кажам, возрастна категорија која што апсолутно треба да биде земена предвид. Особено затоа што, како што кажав, има сериозни млади со сериозни капацитети. А од друга страна пак, еве кога веќе не ги вклучуваат, исто така јас сметам дека институциите баш треба да поработат на креирање на овозможувачка средина за младите луѓе, меѓутоа и на младите да им овозможат градење на капацитети, професионално развивање, дополнителни ресурси кои што се потребни. Не говорам само за политичкото учество, односно учеството во процесите на донесување одлуки, креирање на политики и слично, туку во сите сфери на функционирањето. Тука спаѓа економското учество. Знаете, еве на пример многу се зборува за невработеноста на младите, а од друга страна пак не многу се работи во однос на, да кажем, еве на пример само вработувањето на младите. Според индексот за младинско учество кој што го работиме 5 години, ваквиот процент е на многу ниско ниво, односно 1,03 мислам дека беше, што значи дека не постојат баш такви механизми, а зошто да не постојат кога се покажува дека праксата на самовработување, креирање на сопствени предпријатија, социјални бизнеси, сето тоа е доста тренд нели во последно време и апсолутно има расположение кај младите за тоа. Да, има, но мислам дека е потребен и некој систем низ кој тие можат да поминат и за да го спроведат тоа. Но еве сакам да се навратиме на темата колку е важно младите да учествуваат во креирање на самите младински политики. Еве сега имаме една мерка за студентите која што е за доделување на ваучери за електронски уреди и имаше и некои младински организации кои што зборуваа дека мерката е неефикасна и дека нивниот глас кога зборувале дека тоа требало да не се имплементира на таков начин, бидејќи се, еве, ајде ќе исцитирам, залудно потрошени пари, и дека тоа би можело да се алоцира на некој подобар начин за да сите млади добијат подеднакви шанси да го искористат тоа право, бидејќи реално сега да гледаме не сите имаат потреба во ист момент да купат електронски уред. Каков е твојот став по тоа прашање, дали сметаш дека можеби младите недоволно биле вклучени во донесување на ваквата мерка, која што всушност ги за сега самите млади? Па, бидејќи ние често зборувам за нашата организација, често кога зборуваме за политики, прво зборуваме за податоци. Односно, секогаш сакаме и се трудиме сите политики да бидат базирани на некакви податоци. Кај нас многу е тажно што
нашата држава не располага со толков број на податоци, особено кога се однесува на темата млади. И исто така, ние во претходниот период гледавме дека многу мерки се носат, да кажам, како земање на добри примери од други држави, како што беше нели примерот со студентскиот оброк, на пример, кои што се донесуваат, меѓутоа, знаете, кога ќе видите дека една мерка во одреден контекст и во одредено општество дава некакви резултати, има одреден ефект. Не значи дека кога истата мерка ќе се земе и кај нас, ќе биде, нели, ќе ги донесе истите ефекти. И затоа мислам дека често треба, кога се зборува за политики, пред се да има податоци, понатаму да се зборува со луѓето, односно со, ајде ќе кажам, категоријата на луѓе на кои што се однесува таа мерка и да се слушна нивното мислење. Дали е вистински потребно, дали е најдобрата мерка, дали е најклучното она што треба во моментов, најголем приоритет, најголем фокус. Така што мислам дека во однос на нели ситуацијата со ваучерите, ќе кажам дека таквите мерки, особено за држава како што е Македонија, се секогаш потребни, меѓутоа дали до крај се доволно размислени и да кажам адаптирани на контекстот што е моментално, не сум сигурна и мислам дека тоа треба времето да го покаже, а од друга страна пак треба и да има систем за мониторинг и евалуација, за да се види колку од тие мерки вродуваат со одржливи ефекти, односно на долг рок каков бил ефектот на таа конкретна мерка. Така што би рекла дека апсолутно имаше многу предизвици. Јас, еве, бидејќи самата сум студент на мастер студија направен. Ти мислам дека беше од оние студенти кои што се дискриминирани, така велат барем од втор циклус. Не, такво е расположението на студентите на втор циклус, особено на нашиот факултет, затоа што нели е 3+2 години. Да. И некако студентите мора да ги запишат и тие 2 години, затоа што со додипломските студии не се доволно квалификувани. Така што мислам дека една убава идеја и мерка која што би требало да им помогне на младите, меѓутоа не до крај, да кажам, обработена и најтона да биде перфектна. Зошто? Затоа што баш ете ситуацијата со мастер студентите. Првично изрично беше кажано, така беше наведено во законот, дека не се однесува нели на студентите на мастер студии. Понатаму испадна дека можат и тие да добијат, и тоа беше една, знаете, хаотична ситуација во која што една мерка која што требаше да биде позитивна работа во целата оваа ситуација, затоа што сепак сумата која што е доделена апсолутно на некои луѓе има од големо значење. И особено што беше намената исклучиво само за уреди, што имаше некои такви ограничувања, тоа е апсолутно во ред. Меѓутоа, пак ќе кажам, мислам дека на крај заврши со одредени незадоволства и фрустрации кај одреден дел студенти, така што не сум сигурна колку беше до крај целосно успешно спроведен. Така, мерката се уште се спроведува, мислам дека до 20 декември ќе имаат студентите право да аплицираат, односно да се пополни бројката, бидејќи според последните информации кои што ги имам, околу 30, па и да кажеме над 33.000 ваучери се веќе доделени. Така што не знам, еве јас сум на втор циклус студии, привршувам со магистерската теза и сега реално, јас од мој поглед, бидејќи не слушам веќе предавања, мислам и дека не сум толку дискриминирана, но ако се навратам, кога сум била втор циклус на почеток, тогаш навистина ми требало лаптоп и не сум можела да го добијам бидејќи не сум била вклучена во таа категорија. А студентите од мастер студиите не се ништо поразлични од оние други студенти каде што факултетот, односно додипломските студии траат 4 години. Така што јас еве не знам од која страна би го фатила тоа, но сметам дека можеби ваквите мерки за младите и треба да се доработуваат и секогаш младите да бидат вклучени, бидејќи сепак мерката ги засега младите. Но ева тука и ќе го спомнам и самиот студентски стандард. Ако веќе имаме одлука нели за доделување на ваучери за млади, кои што навистина е одлука и мерка за поздравување, бидејќи да,
можеби како наша земја, односно како ние како земја се соочуваме со одредени такви економски проблеми, но што е во делот на студентскиот стандард, условите во кои што живеат студентите? Дали сметаш дека можеби тие пари би било многу подобро да се алоцираат во тој дел? Па мислам дека секогаш има простор за подобрување. Јас сега како студент кој што од Скопје студира во Скопје не можам баш да дадам вистинската перспектива во однос на пример на сместувањето на студентите. Меѓутоа од она што го забележувам, нели од моите колеги, врсници, од она што се зборува по медиуми, слики кои што се споделуваат, мислам дека е потребно да кажам малце повеќе инвестирање. И тука баш ова го врзувам во делот со градење на капацитетите на младите. Односно, ние за да имаме, нели како што сите кажуваат, next generation, односно следната генерација, кои што ќе бидат спремни млади луѓе за да градат нели во иднина политики, системи и слично. Мислам дека баш од ваквите елементи треба многу да се посвети и внимание и ресурси, затоа што знаете за да имате вие успешен образовен систем кој што ќе гради вистински кадри кои што утре ќе вистински ќе придонесат кон подобрување на состојбите од секој аспект на живењето, тогаш апсолутно треба да се гради кон стандардот за време на нивните студии, односно колку се тие среќни, колку се задоволни, колку затоа што знаете кога имате среќни студенти кои што не мораат да мислат на основните екзистенцијални потреби, тогаш апсолутно тие може да се фокусираат да се унапредуваат професионално, да можат уште повеќе надвор од студиите да ги градат своите професионални капацитети и тогаш апсолутно имате по-спремни млади луѓе. Така што мојот одговор е колку повеќе се инвестира и се вложува, меѓутоа знаете за да може да се инвестира и да се вложува, потребно е да се имаат податоци, односно потребно е да се знае точно какви се состојбите од сите аспекти, без разлика дали е тоа економската состојба на младите, социјалната состојба на младите, на студентите и така натаму. Кога ќе ги имате тие податоци, кога ќе имате на представа за тоа каква е состојбата, тогаш точно ќе се знае што треба да се подобри и на што да се фокусираат инвестирањето, затоа што знаете доколку се прават така инвестиции од привремени мерки, чисто колку во моментот да се затвори едно прашање, а кога ќе се види оддалеку сликата, ќе се види дека некое друго прашање било поприоритетно во тој момент и требало тогаш таму да се фокусира целата енергија, тогаш веќе се јавува проблеми, недоследност во процесот. Така што апсолутно јас сум секогаш поборник без разлика каква и да е инвестиција, да се инвестира повеќе и во студентите, меѓутоа и во младите како категорија, нели возрастна категорија на млади, која што е предвидена со законот за младинско учество. Така што апсолутно секогаш има потреба од дополнителна инвестиција. Еве ти спомена дека си во Младинскиот сојуз Крушево подолго време. На какви проекти работите и кој е вашиот главен фокус? Еве и дали можеш да ми споменеш некои проекти кои што за младите или пак платформи кои што за младите сте ги создале и што можат да бидат корисни? Апсолутно. Ние сме организација за млади која што е формирана во 1999 година, кога јас се уште не сум била родена. Меѓутоа, последниве 6 години сум активно вклучена. И нашиот главен приоритет се младите, односно и во нашата визија е активно вклучување на младите во сите сфери на општеството. Меѓутоа, активно вклучување преку најразлични компоненти. Што тоа значи? Нашите тематски приоритети се регионално поврзување, билатерална соработка и EU интеграција, затоа што веруваме дека преку овие процеси можеме да достигнеме до повисоки цели и развој во останатите области. Понатаму исто така многу работиме на младинско вработување и тука го вметнуваме социјалното претприемништво и претприемништвото.
И понатаму следната област ние активно вклучување на младите и активно граѓанство на младите. И четвртата приоритет, ние млади и спорт, меѓутоа во последно време не сме многу фокусирани на оваа тематска област. А она што го работиме е најчесто проекти кои што вклучуваат, да кажем, мултисекторско и работење на повеќе нивоа, односно од најниското ниво грасрут активности, односно директна работа со младите и директно вклучување на младите, па се до, да кажем, застапување за политики, креирање политики, поврзување на доносители на одлуки, институции и слично. Така што нашите активности се, да кажам со широк спектар. Она што еве проекти кои што во моментов ги работиме, Гласот на младите за ЕУ во медиумите е еден многу интересен проект кој што работи на зголемување на капацитетите на младите за тие да бидат, да се вклучуваат во медиумскиот простор на темата ЕУ интеграција, односно увидовме од потребата некако да се врати фокусот на темата евроинтеграција и за тоа како медиумите известуваат за целиот процес и колку се младите вклучени во целиот овој процес. И баш пред некој ден го имавме медиумскиот надпревар, кој што беше, да кажам, финален на една двомесечна менторска програма, каде што 15 млади луѓе работеа со 4 ментори и креира влијателни медиумски содржини баш на овие теми. Ние се изненадевме од продуктите кои што ги добивме, затоа што знаете кога еден млад човек кој што нема, да кажам, скоро нема никакво искуство со медиумско известување, креирање на медиумски продукти и слично, и кога ќе го ставите во една таква позиција, навистина носи една нова енергија и нова перспектива кон целото, затоа што често пати луѓето кои што нели секојдневно се вклучени во тие процеси ги гледаат на многу високо ниво, односно на најполитичкото ниво, и често пати фали таа убава енергија, позитивна, нова перспектива, свежа енергија, која што младите кај нас ја носат. Ќе се земам за право тоа да го кажам, затоа што секогаш при нашето работење најчесто младите се тие кои што носат свежата енергија во целиот процес. Па јас ќе се согласам со тебе, бидејќи од младите и потекнува она инспирација и креативноста, бидејќи ако не се младите и креативноста нема да е тука, но еве сакам да те прашам дали ќе можеш да одвоиш некој проект или производ од самата обука, какви идеи имаше од страна на младите кои учествуваа? Апсолутно. Например, победничкиот продукт кој што го работеа Дона и Симона Станчеви под менторство со Ана Антевска. Нивниот продукт беше баш на темата евроскептицизам кај младите и беше во формат на видеосторија со тројца говорници кои што баш зборуваа за темата и за перцепциите на младите. Понатаму имаше многу интересни формати од аспект на, например, некои мерки кои што се носат на ниво на Европската унија и како тие влијаат кај нас, например, употребата на цеполначите, употребата на новите пластични капачиња за пластични шишиња и знаете, затоа што ние го гледаме тоа како мерка, од денес сега сите ќе користиме цеполнач, меѓутоа младите ја гледаат од аспект дека е поврзување со зелената агенда на Европската унија, стремежот кон одржливост и слично. Така што сето тоа нели се има преку практични примери да се покаже, да кажам, позадинската компонента. Или, например, исто така има и интервју со представник од делегацијата, изборуваа баш на темата придонесето од евроинтегративниот пат и слично. Така што имаше, или, например, мислам дека во Битола беше, снима сторија
за како инвестицијата на Европската унија влијае кон подобрување и да кажам разубавување на животот на младите, така што многу сме задоволни со сите продукти и сега во следниот период ќе ги објавуваме јавно на медиумите, така што ги поканувам сите да ги погледнат. Кажи го Инстаграм акаунтот или кај можат се младите да го најдат? На Youth Alliance Крушево примерно, меѓутоа ќе ги споделим и со други медиуми. А инаку апсолутно таму може да се најдат сите наши продукти, а инаку заборавив да напоменам дека проектот е всушност поддржан од Европската унија и е дел од проектот Медиумите за ЕУ, кој што пак го имплементира Евротинг во соработка со Алда и Бирц, а нашите партнери се TV27 и 4News. Така што и таму ќе ги гледаат продуктите. Така, и може и, еве, тука мило ми е што еве зборуваме за младите и зборуваме за тоа колку младите и всушност и сакаат да се интегрираат во Европската унија поради можностите кои што самата унија ги нуди за младите. Но те прашав, еве сега пак ќе потенцирам делот за некои проекти и платформи кои што се прават за младите во смисла на Digi5, кој што е платформа која што е креирана, и Roadmap, колку се тие добри и колку можат да им помогнат на младите. Дали ќе можеш да ми ги објасниш? Апсолутно, тоа се едни од нашите најдобри продукти кои што сме ги направиле. Станува збор за две дигитални платформи кои што се баш наменети за младите и е многу интересна приказната. Ќе започнам со Digipad платформата. Сосема на кратко, Digipad е платформа која што идејата ни беше на едно место да се поврзат младите, пазарот на труд, образовните институции и граѓанскиот сектор, односно доколку еден млад човек одлучи да работи, студира, волонтира или пак едноставно да патува во некој од земјите од регионот, а земјите кои што ги опфаќаме се земјите на Западен Балкан плюс Хрватска и Словенија, така што доколку еден млад човек одлучи да работи, студира, волонтира или патува во некој од овие држави, на едно место да има се што му е потребно. Креирањето на платформата траеше скоро 2 години, од кои што првата година беше детално истражување кое што беше спроведено во сите овие држави, односно разговаравме со нашите институции, Државен завод за статистика, понатаму со амбасадите на другите држави во нашата држава и на нашата држава во другите држави, и исто така со образовните институции, факултетите, универзитетите, кариерните центри и слично. И на крај самата платформа која што е патем целосно отворена и бесплатна за користење, односно секој млад човек може да пристапи, да си разгледа слободно без никаква обврска и е достапна на веб страницата Digi5 for EU. И платформата всушност нуди најразлични можности. За почеток од истражувања, податоци, во делот Get Informed, платформата нуди информации за тоа доколку младиот човек одлучи да патува на тоа место, да го види контекстот, односно колку е државата отворена за млади луѓе, колку млади луѓе има, какви све поволности нуди за младиот човек, какви регионални програми функционираат таму, без разлика дали е за работа, вработување и слично. Меѓутоа и во делот, еве на пример, пошто сега моментално тоа е најактуелно, во делот на студирање во странство, доколку јас одлучам на пример да студирам во Србија, можам да си пристапам на платформата и детално чекор по чекор да видам што мене се ми е потребно од бирократски аспект, односно сите оние процеси, обраќање до амбасади, институции, секакви документи што треба да се подготват, потоа понатаму за процесот за виза и така натаму. Така што еден, да кажам, дигитален хаб кој што баш служи да им го олесни патот на младите. Која ни беше целта? Целта ни беше добро кога веќе младите сакаат да се иселуваат, мислам, сакаат да стекнуваат искуства надвор од државата, без разлика дали е тоа со траен карактер или привремен, барем да им овозможиме тоа да го прават во регионот, односно барем младите да ги задржиме во нашиот регион.
Така што апсолутно платформата нуди такви можности, исто така и во делот за работа, кои да кажам процеси треба да ги поминат, понатаму каде може да се обратат за да најдат информации за сите овие работи. И платформата ја лансиравме сега пред 2 месеци, така што се уште има простор нели за надоградба и до развивање. Меѓутоа искрено сметаме и од фидбекот што го добивме од младите луѓе, затоа што ја презентиравме веќе на неколку настани, и од фидбекот кој што го добивме, младите оценуваат дека платформата е многу потребна и дека баш на едно место ги содржи сите потребни информации. Тоа е накратко за Digipad, Roadmap of Social Enterprises е исто така дигитален хаб или си ја викаме мапа на социјални предпријатија. И што е суштината? Суштината е, например, јас кога ќе патувам во, еве да кажеме, во Србија, и сега сакам да посетам некое социјално предпријатие, баш на едно место може да ги најдам, односно и самата платформа изгледа како мапа, можеме да ги најдеме сите социјални предпријатија кои што постојат таму и кои што работат. Меѓутоа не само да ги најдеме на мапа, туку детално има детални податоци за нив, односно како може да ги контактираме, која е нивната социјална мисија, како може да се стигне до нив, што точно се случува, затоа што знаете спектарот на социјални предпријатија е доста широк и сега сите на најразличен начин ја опфаќаат нивната социјална мисија, така што и тоа е една многу убава и супер корисна алатка. И ги повикуваме секогаш младите да се ја користат, затоа што знаете, можеби за нас е 1 сат во тек на денот, односно може и на поминување до друг град, само да застанете, да ги разгледате, доколку станува збор за објект кој што нуди некакви дејности, нешто да се земете, да се напиете и слично, меѓутоа за нив тоа е, како да ви кажам, огромно значење, затоа што кога работевме со представниците на социјалните предпријатија, мене иако социјалното претприемништво не ми е најблиска област, затоа што сум повеќе фокусирана на некако природно со моите студии, повеќе сум фокусирана на останатите теми. Меѓутоа, секогаш кога ги имаме ваквите настани, има некоја посебна енергија која што ја носат, така што мислиме дека се 2 платформи кои што би им го олеснале животот на младите. Па јас мислам дека им ќе го олеснуваат со текот на времето, бидејќи вакво нешто е навистина потребно. Кога веќе спомна дека младите, ако веќе се иселуваат, бидејќи го знаеме тоа е некој негативен тренд што не следи како држава, но што можеме да направиме, па еве да ги задржиме барем во регионот. Па и во тој дел следи моето прашање, како младите денеска соработуваат со нивните врсници од соседството, например. Дали се разбиваат предрасудите и дали можат младите да го разбијат стереотипот кога еве ќе го спомнеме превладувањето на национализмот? Па мислам дека како младите соработуваат, нели особено со врсниците од соседството, мислам дека моментално ситуацијата е многу подобра во однос на претходно, и тоа го гледам од работата на терен, бидејќи ние како Младински сојуз Крушево долги години работиме на една иницијатива за билатерална младинска соработка помеѓу Македонија и Грција. И всушност од сите активности кои што сме ги имале, без разлика дали станува збор за, како што кажав, grassroot активности, кои што се например настани од помал обем, меѓутоа каде што директно се вклучуваат младите луѓе, дали станува збор за такви или пак тематски нетворкинг форуми со доносители на одлуки, институции и слично, гледаме дека апсолутно младите се многу поотворени за ваквата соработка и не мора секогаш нели целта да биде разбивање на предрасудите, стереотипите, туку едноставно некогаш младите само сакаат да седнат, да поразговараат со тие луѓе и чисто да си ги разменат своите ставови.
И за нас секогаш е тоа позитивен одговор, без разлика дали на крајот, нели каков исход ќе има крајот. Сепак секогаш кога младите само и да седнат и да разговараат за, дури не мора нужно да бидат темите, нели билатерална соработка или нешто слично, туку некојаш дури да седнат и да се зборуваат за секојдневните проблеми кои што ги имаат, сваќаат дека многу често тие проблеми се многу блиски, многу слични, и тогаш сваќаат дека преку заедничката соработка и разменување на искуства, тие може да додат до, да кажам, поиновативни, некои нови решенија и пристапи за надминување и подобрување на состојбата. Така што мислам дека младите апсолутно се многу поотворени за соработка и за разговор, а во однос на прашањето со национализмот, имавме перцепција дека состојбата се подобрува, меѓутоа од најновите случувања апсолутно е тема која што е многу загрижувачка. Мислам секогаш била тема, горлива тема која што загрижува, но во последните месеци со сите случувања на глобално ниво, мислам дека е нешто што може да биде сериозна пречка и предизвик и на нешто на што треба да се работи. Зошто го велам ова? Затоа што баш во младите ја гледам, мислам, од една страна младите може да бидат и актерите кои што најмногу го негуваат национализмот, но може да бидат и актерите кои што најмногу би работеле на подобрување на состојбата. И токму од ваквите примери, затоа што секогаш кога младите луѓе седнале и разговарале за своите проблеми, сваќале дека најчесто тие проблеми им се наметнати од претходно, без разлика дали е од историјата и товарот кој што го носи историјата и минатото, или некои недоразјаснати, недоразчистени ситуации. Или можеби од секојдневието во кој што живеат, бидејќи еве и со самите социјални мрежи сега е многу полесно истиот да се шири. Апсолутно. А како што велиш ти, некогаш е и потребно младите да седнат, еве, ќе ги спомнам младите од соседството заедно со младите тука, да седнат и зборуваат за некои теми кои што можеби ќе го најдат и решението за одредени прашања и ваквото нешто не би можело да добие свој подам. Апсолутно. И како што кажам, младите се многу често на социјалните мрежи и се преизложени на информации, зборам на дневно ниво, тие добиваат преку 10.000 информации, без разлика за што и да се однесуваат. И понекогаш тоа не може ни да се филтрира. Не може, не понекогаш, туку најчесто не може, затоа што многу е тешко да се ограничи сето тоа, многу е тешко да се регулира, многу е едноставно еден преголем простор каде што младите апсолутно може да бидат изложени на се. Сега, од друга страна, затоа е многу важно кога се зборува, например, на темата медиумска писменост. И затоа е многу важно за младиот човек, уште од најрана возраст, да знае точно како да се носи со целото тоа, како да осознава што точно е дезинформација и што е пропаганда, а што е нели вистинска, односно точна информација, како што би се рекло. Така што, како што кажав, мора многу да се работи на капацитетите на младите. И ова го кажам уште од најмала возраст. Зошто? Затоа што доколку младиот човек го има развиено критичко мислење и точно може да увиди кога некој му пласира некаков наратив, без разлика каков и да е, кога тој самиот ќе може да го процени дали е тоа во ред или не е во ред, тогаш апсолутно ќе бидат многу поотпорни на ваквите влијанија и сето тоа би се довело до намалување на влијанието на оние, да кажам, структури или процеси кои што го зголемуваат национализмот.
Така што апсолутно социјалните мрежи се нели колку се тие поволни и корисни за секојдневието, уште повеќе треба да се внимава како се користат. Така што мислам дека со медиумската писменост, со развој на критичкото мислење и со сите тие процеси може да се изградат млади кои што се отпорни на ваквите процеси. Да. Ја ќе се навратам пак за одредени политики за млади во нашата држава, во делот на социјалното, политичкото и економското учество на младите. Според индексот за учество на млади, кој што вие го всушности спроведувате, какви се податоците и каква е реалната слика денеска? Дали младите денеска се вклучени во процесите, овие што ги набраев барем, и дали тоа треба да се подобри и како да се подобри? Да, индексот за младинско учество кој што го работиме неколку години наназад, баш го мери учеството на младите во три сегменти, односно социјалното, економското и политичкото. Генералната перцепција на индексот, конкретно за нашата држава, е на многу незадоволително ниво. Односно, еве ќе го земам за пример политичкото учество. Индикаторите преку кои што го мериме ваквиот индекс се, на пример, колку млади министри имаме во владата, колку млади заменици министри, и тажно е што во последните 4-5 години овие бројки се нула, односно немаме ниту еден млад министер, ниту еден млад заменик министер и слично. Понатаму во однос на учеството во парламентот, во бројот на млади пратеници, вообичаено имаме некој процент од 3-4%, односно се труделе да кажам да има застапеност на младите, барем некаква, дали е тоа 3-4 пратеници, меѓутоа најчесто исто така на многу ниско ниво. Исто така на локално ниво, ова е на национално ниво, а на локално ниво сме разгледувале колку од градоначалниците се млади, така што Мислам дека во тој број можеби тука имаме некоја, да кажеме, предност, дека имаме застапеност на млади градоначалници? Па не, вообичаено се 1, 2, 3 максимум, така што бидејќи ги споредував јас со индексот, односно со другите држави од регионот, ние сме пак за малку за нијанса, да, но мислам дека треба да во споредба со другите напредни европски земји, оваа бројка би требало да биде многу повисока. Апсолутно, затоа што знаете, после кога ќе зборуваме дека младинското учество, дека младите не учествуваат, или најчесто нели кога ќе го слушнеме тоа, младите се апатични, не заинтересирани за процесите, не ги интересираат ваквите работи. Знаете, кога не им се остава, односно не да не им се остава, туку кога немаат механизми за учество и пристап до тие механизми, апсолутно не можат тие да учествуваат. Односно, доколку, да кажам, носителите на одлуки, политичарите, без разлика дали станува збор за национално ниво или локално ниво, дали се сегашните, претходните, идните и така натаму, апсолутно секогаш треба да ги вклучуваат младите, односно секогаш да се трудат ваквите процеси да бидат на што е можно повисоко ниво. Ова сакам да го објасниме во смисла младите кои што нели знаеме за да стигнат до позиција градоначалник или да бидат во дело од советот на општината, тие треба да бидат дел од партија или да бидат независни кандидати. И сега полесниот пат, ако го гледаме, е оној да влезат во политичка партија и со самото тоа да можат и да се кандидираат. Но дали сметаш дека понекогаш оние што ги водат главните политики во партијата, младите ги поставуваат на многу ниска позиција, односно во самата политичка структура се наоѓаат дури на дното и не можат да ги достигнат овие позиции за да можат всушност да влијаат и да креираат младински политики? Па да, ние баш и околу локалните избори направивме истражување колку и каде се застапени младите луѓе и увидовме дека можеби како бројка се застапени, на пример ќе ги земам советничките листи и можеби како бројка се застапени со одреден процент, меѓутоа
кога ќе се отворат листите и кога ќе се види која е позицијата на листите, се гледа дека најчесто тие се на последните места за да нели се дополни листата, така што апсолутно сметам дека политичарите или доносителите на одлуки се уште не гледаат доволно капацитетност на младите, а од друга страна па не работат на развивање на тие капацитети, така што имаме еден круг од кој што на крајот пак младите не учествуваат. Така што апсолутно се сложувам со тебе дека не секогаш им да кажем им го оставаат своето место на младите луѓе и најчесто, особено кога станува збор за политичкото учество на младите, најчесто сликата за жал е секогаш таква, дека тие се само за да се пополнат одредени листи, но од друга страна ги поздравувам оние, да кажам, политички, како би рекла, структури кои што се трудат и даваат барем некакви напори за вклучување на младите. Меѓутоа, колку е тоа вклучување на младите нели ефективно и корисно, тоа само тие се знаат и нели времето. Но потоа се гледа и во пракса колку всушност и има залагање за младински политики. Да. Така што не како што кажа, не секогаш е дискусијата да се вклучат младите, туку и што се прави со нивното вклучување, односно колку понатаму се да кажам се мотивираат таквите младински политики. Да, ја тука би се надоврзала. Да, потребно е да се вклучат младите во самите политички структури, но потребно е понекогаш и да се бараат вистинските млади кои што тие младински политики би можеле да ги имплементираат. Апсолутно. Нели мерите не споил систем, односно да се бира човекот по квалитет, кадарност и професионално искуство, а не по некои други критериуми кои што кај нас најчесто се користат, така што апсолутно е важно, но повторно ќе кажам, не е важно самото вклучување на младите луѓе и само да покажеме дека нели имаме ние толков процент на млади луѓе, пример, дали е во советите, дали е во парламентот, дали е во владата и слично, туку колкава, да кажам, колкав капацитет имаат тие млади луѓе и колку вистински тие можат да придонесуваат кон овие процеси, затоа што како што ќе кажам, не е само да се вклучат младите во процесите на донесување на одлуки, туку тоа вклучување вистински да се носи одредени ефекти. Така, во делот на тоа кога го спомена дека младите бараат подобра иднина надвор од државата, и ние сакаме да ги задржиме, но како што ти спомена, потребни ни се информации за да може да се направи статистика и да се добијат податоци за тоа што треба да се подобри. Еве во делот на вработеноста и на невработеноста на младите, како го оценуваш бројот на невработеност на млади според одредени податоци кои еве вие како Младински сојуз ги имате и што би требало да се поправи и да се надополни за да овие податоци можат вистински да се прикажат и кој всушност треба да ги обезбеди тие податоци, бидејќи ако немаме доволно податоци за млади, колку се иселуваат, колку се тука во државата, колку работат, дали во државата, дали во странство, тогаш не може вистински да се влијае на самите политики кои што се во делот на вработувањето. Апсолутно. Нашите индексот за младинско учество во делот на економското учество ја мери невработеноста на младите, меѓутоа и од други аспекти од типот вработливоста на младите, самовработувањето и слично. Во делот на невработеноста се прикажува дека имаме подобрување на состојбата, односно дека невработеноста се намалува, меѓутоа од друга страна немаме точни податоци што значи тој податок дека имаме помалку невработени млади. Дали е дека повеќе млади се вработуваат или пак младите излегуваат од државата, не се одселуваат и затоа веќе не се мерат како податок на невработени. Така што мислам дека
секогаш ќе кажеме дека нас не се потребни податоци. Треба точно да знаеме што се случува со нашата со таа категорија на луѓе. Односно, од друга страна, спомна дека немаме податоци точно за состојбата со младите, меѓутоа немаме ни на пример податок колкав буџет е посветен на младите луѓе во државата, затоа што секое министерство, не го сметам само Министерството за образование или пак новото Министерство за млади. Да, дури претходно кога беше агенцијата, ние никогаш немавме конкретен податок колкав е буџетот за млади, затоа што кога ќе имаме таков податок и кога државата ќе можеме да кажеме дека вложува толку и толку конкретно само исклучиво за младински политики, подобрување на состојбата на младите, тогаш веќе можеме да зборуваме затоа што кога државата знае точно колку вложува, ќе се знае на што се вложува, што е целта со тие вложувања и слично. И каде всушност ако е потребно да се вложат повеќе средства, каде да се вложат повеќе средства. Да, точно ќе се знае. А сега всушност и нема никаква слика за тоа како се вложува, што се вложува и потоа и не можат ни да се извлечат и параметрите. Затоа што ние кога го правевме истражувањето за Дигипат платформата, нас не беа потребни информации дали има интерес и дали всушност вистински младите луѓе одат на работа, студирање, волонтирање и различни мобилности во земјите од регионот. И баш не беа потребни овие податоци, се обративме до повеќе институции, исто така и до факултетите, како во делот на образование, како посредници за спроведување на ваквите програми за размена, особено на Erasmus Plus програмата. Меѓутоа, до ваквите податоци многу тешко се стигнува и ние до ден денес немаме точна слика, например колку студенти или колку млади луѓе од Македонија заминале во конкретната држава за таа и таа причина. Така што апсолутно кога ќе се погледне во поглед на невработеноста на младите, многу е по системско и по-комплексно целото, затоа што тука, например, треба да се земат и предвид, како што кажав претходно, податоците за самовработеност на младите, затоа што државата нуди, особено во последните години, нуди сериозни механизми и мерки за мотивирање на ваквата дејност, односно најразлични типови на поддршка за започнување на свој бизнис, предпријатие и слично. Меѓутоа, што се случува е што до тука застанува приказната, односно, например, после тоа не се врши мониторинг и евалуација, колку, например, првичната поддршка, без разлика дали е финансиски аспект или слично, колку тоа навистина до крајот било одржливо и придонело конкурирање на, да кажам, на сериозен... Така што тоа, а и од друга страна, нашето, конкретно во погледот на самовработливоста, нашето општество не се смета до крај дека има поддржувачка средина, односно поволен екосистем за ваквите мерки. Зошто? Затоа што недостасува покрај финансискиот аспект, односно поголема финансиска поддршка. Не е секогаш работата само да се овозможат финансиите, да, апсолутно е тоа потребно и е тешко, особено институциите да го направат, меѓутоа многу е важно младите да бидат обучени, односно да имаат и менторска поддршка во самиот процес, односно точно да знаат како тече целиот процес, што точно треба да направат и слично. И најчесто тоа се случува преку тие самите си бараат поддршка од некои познанства, контакти што ги имаат. Така што мислам дека доколку сите овие компоненти заедно би се вклопиле во една мерка, би вродиле многу подобри, поуспешни ефекти. Иве, како за крај, дали имаш нешто да им порачаш на институциите, бидејќи си во Младинскиот сојуз и работиш секојдневно на младински политики, и што имаш да им порачаш, Иве, на нашите врсници, на нашата генерација? Па прво би се обратила на нашите врсници. Би сакала да кажам дека односно би ги поканила сите млади луѓе, секој млад човек, да си го најде својот интерес и да се вклучува во се што може.
Зошто? Затоа што секое учество, без разлика за што станува збор, апсолутно отвара нови перспективи, нови познанства, нови контакти и гради капацитети кои што понатаму апсолутно може да бидат од корист во било каков сегмент. Така што на моите врсници би им посакала да бидат секогаш активни, секогаш да бидат гласни, значи она што го чувствуваат и она со кое што се справуваат секој ден, да го зборуваат на глас и да си ги најдат да кажам врсниците со сличен интерес на темата и да видат што може нели заедно да направат за подобрување на ситуацијата и тоа да не биде само нели ќе седнеме на кафе муабет и ќе зборуваме за тоа или ќе се допишуваме и ќе се нервираме колку ова не функционира, колку тоа не е како што треба, туку да земеме да видиме што можеме со механизмите и структурите кои што ги имаме во моментов, дали е на локално или на национално ниво, што можеме да направиме ние како индивидуи за да ги подобриме ситуациите. А на нашите институции искрено би им порачала да ги слушаат младите, односно да ги земаат предвид и да ги вклучуваат. Затоа што младите апсолутно може да бидат партнер во целата приказна и може да им донесат нешто попозитивно и нешто да кажам, подобро. Така што апсолутно институциите сметам дека треба да ги вклучуваат младите на начин на кој што тие сметаат дека е најдобро, нели за почеток, па понатаму да се види како понатаму. Така што искрено се надевам и сметам дека институциите ќе бидат поотворени за младите луѓе, апсолутно се отворени. Тоа морам да го истакнам последните неколку години, кога и да се обратиме за што и да е. Најчесто добиваме одговор, без разлика дали е позитивен или негативен, се одзиваат на нашите пораки и гледаме дека особено кај, да кажам, можеби некако целата институција, меѓутоа дури некојаш и поединци се доста отворени за младите, така што би им порачала да бидат уште поотворени за младите и да ги вклучуваат. Да, и јас би се надоврзала со тебе дека младите се тие кои што го движат светот и оние кои што го водат светот кон напредок. Ти благодарам уште еднаш, Нина, што се дружевме денеска во Хоризонт Илма. Се надевам дека ќе имаме прилика пак, а ние во следната епизода ќе зборуваме на уште младински теми, така што останете со нас.